Излезе од печат збирката Моите митарства на кумановската поетеса, наша сограѓанка, моја ценета гостинка денеска, Даница Петровска. Многу повеќе за книгата и за сето она што содржи ќе слушнеме од мојата гостинка, која што најпрви ни ја поздравувам и ви посакувам добар ден и секое добро. Добар ден и од мене. Посебно ми е чест што еве веќе по трет пат сум тука во Ваша гостинка. Да, ваша гостинка. И еве по трет пат презентирам моја книга. Ова книга неодамна излезе, пред една недела излезе од печат. И се уште е жешка. Да, се уште е и таква и темата. Самите песни се жешки. За митарствата посебно сакам да кажам, тие за мене се посебни, оти јас верувам во нив, верувам во митарствата. Таква ми е природата, што верувам во нив и верувам дека... И затоа пишуваш за нив. Да, и затоа пишувам за нив. Тие се 20 митарства, толку се. И верувам дека душата по нашата смрт излегува од нас и ги поминува сите тие митарства. Оти нема човек кој е безгрешен. Така. Сите ние си имаме некој грев. И тука јас ги опишувам моите гревови и ги признавам моите гревови. Ничку молам, ангелот мој да ми ги прости моите гревови. Значи, ова е некако и кусата содржина на Моите митарства, вашата книга, која што еве неодамна излезе и има можност еве и јас да ја читам. Ни рековте дека во митарства верувате. Да. Но јас сум сигурна дека многу од нашите слушатели па и не знаат што е тоа. За митарствата имам еден краток опис. Така. Краток опис за митарствата, што всушност се митарствата. Митарствата всушност се царини, подредени според тежина на гревот што човекот го сторил во својот земен живот. И на секои 10 митарства, на секои 20 митарства, каде што стојат демоните, ги привлекуваат луѓето да чинат грев, ги привлекуваат кон грев. На кој се суди кон патот на митарствата, каде што се започнува судење на душата со читање на книги во кои демоните ги запишуваат гревовите во тек на животот кој ги има сторено секој поединец. Митарствата се поредени според тежина од сторениот грев. Непристојни зборови, например осуда, празноверие, па се движат кон потешките гревови. Убиства, богохулење, прелюба. Тука најповеќе прелюбата, највеќе се гледа во митарството за прелюба. Тука демоните најповеќе тука сакат човечките души да ги фатат на прелюбата. Па за кој што душата треба да сноси одговор, односно покритие со некое добро сторено дело или пак исповест. Нашиот бел ангел кој ни е даден од самото наше раѓање, ја придружува душата ни сите митарства. Воедно ги чита добрите дела кои душата на кои се суди ги има сторено во овој живот, со кој може да ги покрие сите злодела. На митарствата се мери тежината на сторениот грев, но и добрите дела и според таа тежина одредува на тамошен пат на душата. Митарствата се само дел од патот кој душата мора да ги помине и на третиот и седмиот, деветиот и до 40-тиот ден од патот низ митарствата секоја човечка душа се среќава со Христа за да му се поклони. Дури тогаш, дури ги помине митарствата, дури тогаш човекот стаса до најголемата
мислам, До последната душата, цел, да. нели? На 40-тиот ден после сите поминати царини, душата го добива од Христа својот привремен суд и местоположба, која важи се до второто Христово доаѓање, кога Он ќе им суди на сите, и на телото, и на душата истовремено. Тоа, подобро да се нагласи, оти, например, имаш луѓе што не веруваат во митарствата, не веруваат во некој понатаму, не веруваат. Тоа. Целата книга е темна уметност. Нешто слично и подсетува на вашата претходна книга Готска жена. Токму така, ова се само надоврзува со Готската продолжение жена. на Готска жена. На Готската жена. И некако ти лежат тие теми. Да, темната поезија, темната уметност на вистина ми. Од тебе. Ми лежи, да. Бидејќи јас знам, Дани, дека ти си многу позитивна особа. Токму така, јас истовремено пишувам и љубовна и да кажем, темна уметност, темна поезија, меѓутоа повеќе ми некако лежи од темната страна. Не знам, ми привлекуваат да не е тоа, не би било и овие моите митарства, не би проучувала за митарствата, не би истражувала за митарствата и така. Оти митарства се состојат 20 митарства сте. Јас само 2 строфи ќе прочитам од митарствата, за да публиката може да се запознае што всушност кажувам во моите митарства. Прво митарство. Во часот мој суден ќе засвири првата труба. Страшен писок од земни грубости ќе суди и куди јазикот грешен. Ќе се крене сета војска од демони, со страшен суд на душава ќе судат. Јас не сум ниту жена богохулник, но понекогаш огнев и јарост. И токму денес наума имам да се покајам. Ничкум признавам гревот свој. Мој ангел чувар нека ми се сети на сите мои молитви и добри зборови, на сите солзи што јас грешна се сторив. Второ митарство. А знам и со лаги се послужив. Барам оправдание како секоја жена, и да бар Ева признаваше гревот свој, и бар да не бараше оправдание свое, не би била што сум грешна и лажлива, не би барала оправдание за лагите своји, и нека сите стражари црни ме пресретнат, и нека ми судат за гревот што опрос нема. И токму денес наума имам да се покајам. Ничкум го признавам гревот свој, мој ангел чувар нека ми се сети на сите мои молитви и добри зборови, на сите солзи што јас грешна се сторив. Тука се 20. Одлично, јас мислев да имаш да имавме овдека публика и аплаузи ќе делевме. Благодарам. Супер, фантастично. А инаку колку страници се содржи книгата Моите митарства? Моите митарства, односно има 51 песна, инаку е се 66 страници. Да, во издание, на? Во издание, да, на Дата Песнопој Битола. Да, токму. Зошто токму Битола? Па, јас си претходно... Или јас да откријам? Може. Јас си претходно имав печатено во Дата Песнопој, Љубовниот филигран, и уште сега печатам уште една книга што не е излезена. Таа ми е наградена книга. Учествував со песна во Битола и освоив... Песната на Ѓердек беше во прашање? На Ѓердек, да. И освоив наградата. Оскар, како го нарекува. Оскар на поезија, и со тоа? И со тоа добив гратис печатење на книга плюс Оскаров. Тоа беше дел од наградата и сум посебно, да кажеме, мило што помеѓу 30 успеав да ја освојам жири комисијата. Така е.
Да не бидеме толку скромни, па ќе се пофалиме уште малку дека исто така во Битола, мојата соговорничка, нашата поетеса Петровска, за книгата Елегична по тебе освои награда Книжевен светилник. Токму така, учествував со неиздадена книга и освоив награда, што еве сега тука во студио ви ја донесов, меѓутоа сега отистанува збор за моите митарства. Така, ќе си посветиме на ова најнова. Да, инаку Елегична по тебе ја имам предпромотивно правено во Скопје, во кафе книжарница Вештица, која тука се наоѓа кај Боемската улица и често пати одам таму, читаме со моите, кажеме, пишувачи, луѓето што сакаат да пишуваат, си читаме, си имаме своји читања, си имаме своји презентации, така да за да ги објавам и двете книги, моите митарства и Елегична по тебе, би требало таму некаде во напролет, април, мај, и двете во едно да ги презентирам во Центар за култура, да направам промоција. И најверојатно веднаш по промоцијата и тие ќе бидат достапни за широката маса, за сите читатели. Секако ќе бидат. Јас моите книги од Елегична по тебе ги имам оставено во кафе книжарница Вештица, таму сега може да ги купи некој кој сака. Елегична по тебе? Да, Елегична. Дали и таму разработувате некои темни страни на Не, Елегична по тебе е баш љубовна поезија. Можам еден дел, ако сакате да прочитам од Елегична, кој контраст да кажеме, јас пишувам, велат како можеш да пишеш во исто време да пишеш и љубовна и темна поезија, она што извера од мене, да кажеме, може исто време и темно и светло да извера. Еве, значи слушнавме темно. Сега предлагам за крај да ги оставиме нашите слушатели со една убава светлина. Да, само да одберам некоја вака, да кажеме, помала песничка, за да не... Така е, со оглед на времето, дека сме куси и точно е. А за сите што сакаат повеќе ќе си ја набават, па ќе си читат и ќе си уживат. Токму така. Само да одберам некоја што не е многу долга. Не сакам, еве ова. А може ова. Ајде, синкопа на срце. Мени вет костум ќе ми стои ако закачам цвет на ревер. Ќе се прошетам низ долга улица, срцето да ти е синкопа ритам, додека ги гланцам штиклите во твоите очи ширум отворени, додека ги кревам белите нозе, потпрени на твојот најнов сон, со уста под зината од возбуда, од монсун засилен на ајта, безбојно и продзирно елече со стокмени гради за твои мечти, набабрени се со скриен поглед, па ќе се подига љубовна парја, ќе се шири, ќе се распара рабови, ќе се отпара, ќе се одели свила, ќе попушти тенок и белконец, а споените погледи ќе црвенят, не од срам, но од срцебиење. Ќе ги проширам твоите ноздри, ќе те топам со љубовен парфем, кој штипка по наталожен катмар на твојата кожа, што се наросува, додека ги впиваш мирисите мои. Сакам да ги имаш и кога ме нема. Оти туч мирис немам на кожата, додека водам љубов во зрела ноќ, каде пергаментот пишува за страст. Еве, Дани, искрено ти благодарам и за одвоеното време, и за гостувањето, и за песните со кои што, еве, навистина не почести. Јас уживав. Благодарам. Ти благодарам уште еднаш и пред промоцијата на овие две твои збирки, повторно се гледаме. Се гледаме. Благодарам уште еднаш на поканата, посебно ми е драго што ете публиката низ етерот можат да слушнат многу убави нешта од ова браво радио.